Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници. Разговараме за прилично сериозна тема. Финансискиот извештај за работењето на МРТВ за 2011 година. И, значи, господине Чашуле, во контекст на накажувањето на моите колеги, факт е дека на собраниските тела, вклучително ако ги земеме во обзир записниците од истите, дека вие, како Слободан Чашуле, сте кажали, изјавиле дека во Македонската радиотелевизија во изминатите години се водело погрешно книговодство, се сложувате, односно лажно книговодство, со кое биле напумпани трошоците на работењето на Македонската телевизија. Така сте кажале? Потврдувам. Значи, вие кажувате така е. Аргумент плюс, вели вака. Не знам како книжеле Караканов и Гаштов, но затоа сега имаме нов извршен директор. Начинот на кој што се книжело во финансиските документи за Собранискиот канал, веројатно служел за да се оправдаат парите што ги префрла владата. И пред малку, сето тоа го потврдивте во реплика на колегата Сугаревски, го потврдивте, повторувам, дополнително во стилот на ВМРО ДПМН, сакајќи да влеете каква таква надеж, велите се ќе биде подобрено. Така беше. Пред 5 минути. Да. Гледаат граѓаните, слушаат колегите. Така беше. Значи, вашиот став е јасен. А не е ваше алиби, не може да го користите за ваше алиби да се амнестирате од одговорноста за тоа што не сте книговодител. И упорно во денешната дебата постојано го кажувате тоа и го потенцирате фактот дека па ја не сум книговодител. Значи станува збор за трошење на народни пари. Зошто вела народни пари? Затоа што радиодифузна такса, средства за МРТВ, граѓаните плаќаат по два основи. Се сложувате, верувам. И по основ на радиодифузна такса и од буџет. Преку дотации. Да. Јас знам што сакате вие. Вие сакате во стилот на колегите пратеници од ВМРО ДПМН, ние да не ги читаме извештаите и едноставно да ги гласаме и изгласаме. Да. И дека вие сте во право, дека со лажното книговодство се прикажува дека јавното предпријатие Македонска радиотелевизија остварило добивка од 514.365.690 денари, оставаме една порака, крајно симптоматична, дека МРТВ е редок радиодифузен сервис кој работи со толку позитива. Самостојниот или независниот ревизор беше повеќе пати споменато и вие се сложивте со тоа, изразува крајно неповолно мислење за финансиското работење. Иако, значи, МРТВ се обидува да создаде перцепција и се фали со позитивното салдо, а во една одлука и со една одлука од владата се префрлени 5 милиони евра. Па ако МРТВ работи со позитива, значи нема потреба од тие средства, кои не се во мал износ. Станува збор за 5 милиони евра. И тука се потврдува исто така податокот, дека станува збор за лажно книговодство или во делот на проценката и пресметката која оди на сите издадени фактури, а не наплатени. Од поголемите трошоци, исто така, може да се издвои трошокот од 1,1 милион евра за копродукцијски куќи за документарни програми, како, например, Македонија во антиката, Жртви на комунизмот, Скопје 2014, серијалот за ВМРО и така натаму да не набројувам. И преска во една од репликите до моите колеги, го слушам колегата Александар
како под превезот на лажниот патриотизам сака да го оправда криминалот направен согласно изготвувањето на документарецот по повод 20 години независност на Република Македонија. Значи, за изработка на овој документарец ангажирани се повеќе приватни продукцијски куќи. Станува збор за продукцијски куќи блиски до власта. Ги спомнаа колегите, немам намера да се повторувам, Revolution, контрабанда, томатопродукција и така натаму и така натаму. Ја го сваќам колегата Александар. Сака да наметне една перцепција, една слика, дека СДСМ било против независноста на Република Македонија. Се лаже. СДСМ е против криминалот кој што е направен, повторувам, СДСМ е против криминалот кој што е направен при самото снимање на документарецот по повод 20 години независност на Република Македонија. Да имаме чиста ситуација. Од тука легитимно се поставува прашањето, дали и што се виновни граѓаните да за вакви корупцијски комбинации да мора да плачаат 50% или 50% покачување на радиодифузната такса. Кој ќе понесе одговорност што архивата на Македонската радио и телевизија сега е раздадена по приватни продукции и по наша предпоставка завршила во архивата на ВМРО ДПМН. И тука има повеќе прашања, меѓу кои што најлегитимно е да ги поставиме следниве. Дали Македонската радио и телевизија е национален сервис и национална гордост, или е класичен партиски сервис на ВМРО ДПМН? Тој е сервис на Центарот за лаги и манипулации на ВМРО ДПМН, предводен од колегата Илија Димовски. Вклучително, вие сте најодговорен за трошењето на индиректно на парите на граѓаните. И на крајот на криштата, легитимно е прашањето што добиваат граѓаните за средствата кои што ги плаќаат. И бидејќи и во текот на денешната дебата ВМРО ДПМН постојано се повикува и стално го прави тоа во разни дебати, без разлика на темата, се повикува на претходниот систем, не годува во дел на уредувањето. Сметам дека и вреди да си го поставиме и ние прашањето. Каков е денешниот систем? Вклучително, ако го земеме и односот на власта кон националниот сервис МРТВ. Ако земеме во обзир дека другите медиуми во Република Македонија се инсталирани или се коалициони партнери на владачкото мнозинство, од друга страна имаме крајна узурпација за партиски цели на владачката партија, значи по дефиниција станува збор за апсолутистички режим, за режим во кој што не може да стане збор за слобода на медиуми. И да, оваа власт може би успеа или ќе успее 100% да ги замолчи медиумите, со односот кој што го има. Ама, бидете убедени, замолчувајќи ги медиумите, нема да успее да ги замолчи и граѓаните. И власта имаше прилика да го види тоа, и го виде, и синоќа
во Штип, и пред 2 недели во Струмица, и пред недела во Велес и така натаму. Благодарам, председател. Благодарам и аз. Господин Слободан Чашули има реплика. Повелете.